Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Зрновци, Виница и Кочани се на врвот од општините во изборната единица број 3 со најголем број иселени гласачи. Според избирачкиот список, дури 10% од запишаните гласачи во општина Виница и околу 8% во Кочани подолг период не живеат во родното место, односно пријавиле странска адреса. 1553 граѓани од Виница кои се наоѓаат на избирачкиот список немаат постојана адреса на живење во оваа општина. Подолго од една година живеат во странство, иако во тамошните македонски дипломатски представништва не се пријавиле да гласаат за предстојните избори. Овој број изнесува 10% од вкупно запишаните 15.315 лица со право на глас, поради што во старт потенцијално најмалку за толку ќе биде помала излезноста. Таквата состојба ја става општина Виница на врвот во источниот регион според процентуалната застапеност на иселениците во однос на вкупниот број гласачи. Тоа значи дека ако во периодот на гласање тие не дојдат во Македонија, нема да можат ни да ја исполнат својата законска обврска. Они ќе доваѓаат околу Петровден и Линден тука. Ако има гласање доваѓаат, ама не специјално за тоа не. Тоа е кој ќе го плати тоа? Зависи кој како преоси. Кој има без пари преос се врна, ако не со него пари за се врне. Некои се враќаат, некои не се враќаат. Зависи тие што имат документи таму. Не се враќаат, тие некои таму гласат, нели? Враќаат се. Сега ќе си доа за гласа. Неќат не можат да се врнат и неќат. Не да неќат. Така и работат. Уште понеповолна е состојбата со бројот на иселените гласачи во општина Зрновци. Таму дури 15% или 346 лица од оние кои се на избирачкиот список немаат адреса на живење во некоја од трите населени места во општината. Со тоа, оваа општина е прва во регионот по бројот на лица кои подолго од една година се во Италија, Словенија или друга западна европска земја. И во општина Кочани бројот на иселени гласачи не е мал. Официјално ги има вкупно 2396, што е 8% од запишаните 30.301 гласач. Со тоа, во оваа неславна конкуренција, општината е на трето место во источниот регион. Во ова друштво високо котираат и Берово, Делчево и Штип. На ниво на регион, од вкупно запишаните 162.403 гласачи, дури 8.818 се со адреса во странство. Досегашните изборни циклуси покажале дека мал број од нив доаѓаат за да гласаат. Поклопувањето на предстојните председателски и парламентарни избори со великденските празници може во извесен процент да ја подобри сликата, иако на долг рок таа останува непроменета. А во трговскиот центар промовирани програмските определби на коалицијата за позитивна Македонија, со што во Кочани почнува кампањата за парламентарните избори. Одлучи позитивно е слоганот на Коалицијата за позитивна Македонија, со која таа ќе истрча на предвремените парламентарни избори на 27 април. На платото на трговскиот центар во Кочани попладнева беше поставен штанд на кој на случајните минувачи им беше делен промотивен материјал, а носителот на листата во третата изборна единица Илија Николовски ги промовираше основните програмски определби. Би сакал да потенцирам дека во Алијансата за позитивна Македонија основачи се Минчо Минчев, односно Минчо Јорданов, еден од најуспешните бизнисмени во Република Македонија, кој во 2000 година целокупен бизнис во странство кој го имаше, го префрли во Република Македонија и не беше бизнисмен од оние кои купуваа за да продадат. Напротив, он се што купи е во функција и сега во неговите фирми има вработено околу 5000 луѓе. Николовски ги повика граѓаните на овие избори да одлучат позитивно и да го заокружат бројот 9. За стабилен пензиски систем, за законско зголемување на пензиите 2 пати во годината. Зашто тоа го потенцирам? Затоа пензионерите треба да знаат дека оваа година нема да има зголемување, односно согласување на пензиите 2 пати годишно, затоа што владата донесе таква одлука. И замислите вие да партијата на обединените пензионери имаше свој представник во парламентот, дали тоа можеше да се случи да се изгласа таков закон. За жал, ние досега
немаме свој представник во парламентот, за разлика од другите земји во регионот, например Србија, таква слична партија има 16 пратеници, во Хрватска и во цела Европа постојат такви партии, освен во Австрија. Меѓутоа, како е таа народната, што јужнije, то тужнije, Македонија секој пат е последна. Коалицијата за позитивна Македонија е составена од политичките партии Алијанса за позитивна Македонија и партијата на обединените пензионери и граѓани на Македонија. Коалицијата е граѓанско-либерална опција која действува во центарот на политичката сцена. Во Кочани свечено прославен денот на ромите 8 април. Заедничка цел е да создаваме поубава иднина со толеранција и меѓусебно почитување, порача Радко Димитровски на централната свеченост. Свечено и весело во ромското мало помина прославата на 8 април. Пред 43 години, на 6 април 1971 година, е одржан првиот светски конгрес на ромите во Лондон, на која донесена одлука Меѓународниот ден на ромите да биде 8 април. Толку време е поминато од формирањето на првата меѓународна организација на ромите, која преку Обединетите нации побарала заштита на припадниците на ромите во културното, јазичното и социјалното малцинство и право на свој национален и културен идентитет. Македонија се гордее со тоа што е прва држава во која ромите се признати како конститутивен народ, а Кочани е лидер општина во државата за поддршка на ромите. Во периодот пак од 2005 до 2015 година, означен како декада на ромите, се вложуваат силни напори за реализација на проекти од различни сфери, рече во своето обраќање Радко Димитровски, градоначалник на општина Кочани. Нашите заложби, проложи тој, во рамките на можностите се да ги решиме горливите проблеми во образованието, да ги поттикнеме нашите сограѓани роми да бидат активни учесници во сите сегменти на живеењето. Свесни сме дека социјалниот статус на ромите не е на посакуваното ниво и постојано се грижиме тој да се подобри. Една од главните заложби на општина Кочани е решавањето на социјалните тешкоти со кои се соочува ромското население, па внесовме програмски мерки за помош во лекови, автобуски билети и материјална помош. Веќе 5 години се одобруваат ваквите видови помош, а фактите зборуваат дека 95% од корисниците се роми, истакна Димитровски во денешниот настан. На прославата на 8 април настапија ученици со своји ритмички точки, а се представија и фолклорни ансамбли, што ја символизира фузијата на културите. А на празникот на ромите, надлежните и невладиниот сектор донираа помош за 2 ромски семејства. Представници на општина Кочани, Центарот за социјални услуги и Сдруженијето Благородна мисија посетија 2 ромски семејства на улицата Блаже Попарсов, на кои им беа доделени пакет прехранбени и хигиенски производи, како и материјална помош во облека и постелнина. Јас сам Воја Венц од Кочани. Имам и 2 деца, без работа сам. Живеам оваа куќичка тука, Кочани сам. А без работа сме, никаква работа немаме. 30 години не може да кренам глава. Не може да направам ни соба, ни ништо. Од што живеам од чешиња, од мушама, најлом се живеам. Не може да си направам. И благодарам се во што го прави председател Радко, нашиот председател, што ме помага. Многу сум благодарен за ово. До сега никој не е искочил така да помогне. Многу се благодарам, цела јавност негова, што доаѓа што ме поддржуваат, што ме помага така. До сега никој не ме помогнал да искочи у присуство да земе да помогне, да види чеке на овај човек да му се даде нешто. И многу се благодарам на неговата комисија, покар него што ме помага, што стварно се увидели дека немам ништо каде да направам, немам. И немам, што може некој средство да даде и од фирми, и некој појака фирма даде. Благодарам се многу да земе да ми помогне. Сум Дејан Чуманев од Кочани, по Парсов Блаже живеам и многу сум благодарен на градоначалникот Радко Димитровски, на благородната мисија што ми помага толку, стварно што немам од дека. Они ми помогнаа многу и стварно сум им многу благодарен. Имам и ја дете исто 6 месеца болно, со белите дробови ми е болно на мен бебето и сега стварно се чудам, немам од дека. Помогнаа ми со ово и стварно сум многу благодарен. Една од мерките на општина Кочани во програмата за социјална, детска и здравствена заштита е помошта во градежни материјали. Помошта во градежни материјали ја даваме малку поретко, бидејќи
изнесува 250 евра, доколку нема елементарна непогода. Меѓутоа, еве, токму на овој дел од ова ромско мало на улицата Попарсов Блаже, имаме давано неколку пати помош во градежни материјали, бидејќи сметаме дека е едно од малите, едно од населените места со роми кое што е во многу лоша состојба, односно жителите, ромите живеат во многу лоши услови. Семејството на Венцо Војов и на Дејан Чоманов се обратија во Општинскиот центар за социјални услуги, каде што се наоѓа и седиштето на Благородна мисија, и врз основа на барањето кој што го поднесоа, излеговме на увид и констатиравме дека навистина состојбата е тешка и имат мизерни услови за живот. Затоа Благородна мисија овде помогна со облека и со постелнина за неговото домаќинство. Исто така семејството ги користи и другите помошти кои што ги спомна, освен тоа користија и помош во пелени и во однос на храна и така натаму. Ова акција е една од ретките примери во која надлежните и невладиниот сектор заеднички донираа помош. Во детската градинка Павлина Велјанова продолжува реализацијата на проектот Инклузија на деца роми. Во изминатиот период бројот на децата од ромска националност кои се опфатени со него постојано се зголемува. И дечињата од ромска националност кои ја посетуваат детската градинка Павлина Велјанова го одбележаа 8 април, светскиот ден на ромите. За оваа пригода подготвија свечена програма во која беше представен дел од ромските свадбени обичаи со цел да им се приближи нивната традиција до останатите деца и нивните родители. Проектот Инклузија на децата роми, што 8 година се спроведува во детската установа, дава позитивни резултати, за што заслуга имаат сите вработени во клонот 4. Идејата беше моја уште во далечната 2006 година, но благодарение на доброто расположение, добрата волја и соработката на сите колешки од градинката, на целиот персонал што е во градинката, успеваме да направиме вакви прекрасни збивања од кои што сме пресрекни ние, а се надевам и родителите. Потврда за успешноста на проектот, според Дурмишова, не е само зголемувањето на бројот на децата што се опфатени со него, туку и успехот во изучувањето на македонскиот јазик. За разлика од далечната 2006, кога имавме само 12 или 13 дечиња, сега бројот на вклучените деца во проектот се 25. Доста се редовни и задоволни сме, посебно јас, затоа што додека на почетокот македонскиот за нив беше исто како странски јазик, сега веќе барем половината, штом ќе дојдат во септември, го познаваат, го разбираат јазикот, а со тек на времето до крајот на годината учебна, тие веќе почнуваат и да рецитираат, и да пеат, и да го зборат македонскиот јазик. Проектот Инклузија на децата роми се реализира со поддршка на Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта, а во соработка со Министерството за труд и социјална политика и локалната самоуправа на Кочани. Со него се опфатени ромски деца на возраст од 2 до 5 години, при што ги добиваат истите воспитно-образовни услуги што ги имаат и другите деца. Кривична пријава заработи службеничка од Кочани за злоупотреба на службената положба. Пријавата ја поднесе полициската станица од Радовиш, затоа што вработената во Министерството за земјоделство овозможила на друго лице да стекне противправна имотна корист. Полициската станица од Радовиш поднесе кривична пријава против правното лице Томи Мит Јака Тобако од Радовиш за сторено кривично дело измама, како и против СМ 62 годишен од Скопје, собственик и управител на правното лице за сторени кривични дела измама и злоупотреба на службената положба и овластување, и против КТ 52 годишна од Кочани, вработена во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Во периодот од 9 до 21 јануари годинава СМ во својство на откупувач довел во заблуда дека ќе откупи 975.870 килограми тутун и исклучил договори со 2024 тутунопроизводители од општините Радовиш, Конче, Струмица, Василево и Штип. При тоа, тој откупил само 310.000 килограми тутун во вредност од над 49 милиони денари, кои не ги исплатил во договорениот рок согласно обврските.
Иако правното лице не ги исполнувало условите и имало забрана за вршење откуп на тутун, пријавената службеничка од Кочани, КТ, пречекорувајќи ги границите на своето службено овластување врз основа на записник од инспекцијски надзор, ја повлекла забраната за откуп. Со тоа овозможила правното лице да се стекне со значителна имотна корист. Посета на локалната самоуправа остварија децата од градинката Павлина Велјанова и ученици од основното училиште Свети Кирил и Методи. На средбата во општината, градоначалникот Димитровски ги запозна со начинот на функционирање на општинските служби и установи. Дечиња од градинката Павлина Велјанова ги исполнија просторите на локалната самоуправа на Кочани. Редовната наставна програма во која е предвидена и посета на општинските служби беше причината да дојдат во општината и директно да се запознаат како таа функционира. Ги прими градоначалникот Димитровски, при што им ги објасни основните работни обврски и надлежности што ги има општинската администрација. За возврат тие му подарија цртежи и песни посветени на пролетта. Исто така, како дел од редовниот наставен процес, посета на локалната самоуправа направи и ученици од 4-то одделение во основното училиште Свети Кирил и Методи. Тие се интересираа какви се задолженијата на луѓето што работат таму, кој ги дава работните задачи и каква надлежност имаат. Добија одговори за начинот на функционирање на советот на општината и поврзаноста со општинските служби. Средбата заврши со песна што ја исполнија учениците, за што добија подарок рекламен материјал за карактеристиките на регионот во кој живеат. Програмата на Канал 8 веќе може да ја следат и гледачите кои ги користат услугите на IPTV платформата Max TV на Тихоум. Програмата се емитува на 69-тиот канал на Max TV, а доколку корисниците не се во можност да не следат, потребно е да извршат ресетирање на приемникот. Освен во Кочани, преку платформата на Тихоум, програмата на Канал 8 може да ја следат и корисниците кои поседуваат Max TV приемник во општините Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в среда 9 април ќе останат корисниците од улиците Гоце Делчев и Иван Милутиновиќ. Прекините ќе бидат во периодот од 9 до 10 часот. В среда во периодот од 14 часот до 15 часот и 30 минути. Без електрична енергија ќе останат и делот на селбата Усова Чешма, како и селата Полаки, Небојани и Крушка. Како што информираат од Евана, прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. И за крај информацијата од спортот. 7 златни, 4 сребрени и 1 бронзен медал освои Друштвото за гимнастички спортови во Прилеп. Турнирот се одржа во деновите од викендов. Кочанските гимнастичари се надпреваруваа во категориите А и Б, каде освоија 7 златни, 4 сребрени и 1 бронзен медал. И во екипен пласман го зазедоа високото второ место, веднаш зад клубот за гимнастички спортови Соколи, најдобриот клуб во Македонија според бодувањето на Федерацијата на гимнастички спортови на Македонија. Вкупно 24 гимнастичари и гимнастичарки на клубот за гимнастички спортови Кочани учествуваа на овој турнир во Прилеп заедно со гимнастичарите на клубот за гимнастички спортови Кавадарци и двата клуба на домакините КГС Прилеп и КГС Соколи. На турнирот вкупно се надпреваруваа 90 гимнастичари и гимнастичарки од Македонија.
Ги следевте вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас.